Вечерва со нас е Христина Ѓоргиева, младата модна креаторка. Здраво Христина, како си? Здраво, дечки, се осеќам супер, како и секоја година едно прекрасно искуство со убавина и здравје. Како ти се допаѓа оваа година евентот на убавина и здравје и темата со маските? Мислам дека е сосема нешто ново и многу ми се допаѓа идејата, многу е уникатно, многу е спектакуларно и мислам дека вакви евенти многу повеќе треба да се случуваат во Скопје. Од каде е инспирацијата за твојата маска? Искрено нема инспирација. Ова маска ја најдов сосема случајно кај мене во мојата работа, дека никаде не можев да најдам маска, нема време за правење лично своја маска некоја која ќе ми се соспаѓа со мојот аутфит, али сепак црно со црвено, тоа ми се две омилени бои. Изгледаш одлично. Дали мислиш дека луѓето под маска се чувствуваат послободно? Па, од прилика сега не би сакала да звучам 100% сигурно, али знајајќи го самиот вајб и луѓето во Скопје, мислам дека се чувствуваат послободно под маска. Дали ти се чувствуваш послободно? Не, едве чекам да ја соблечам, искрено многу послободно се осеќам без маска. А која е тајната на твојата самодоверба? Се сакам себе си, се сакам каква што сум, многу сум праудна сама себе си во каква личност имам пораснато. Особено знам дека тинејџерката Христина е многу самоуверена и сигурна во личноста која порасна. А тоа е денеска јас која што сум. Имаше бројни ревии на Fashion Week. Дали може ни откриеш нешто за твојата нова колекција и што може да очекуваме од тебе наскоро? Фала ти на прашањето, многу ми е битно. Сега не би многу да кажувам, ама сепак не можам ни да чувам само во себе си. Ова е една од најперсоналните теми што ќе ја правам сега за месец дена, тоа е во јануари ќе објавувам. Тоа е тема која е инспирирана од уметноста, мојата прва љубов. Дека за оние што не знаат, ја завршив за сликарство, тоа ми е пред се нешто најоно што сум јас, како да кажам, тоа сум јас сум уметник пред се, после сум моден дизајнер. Темата е инспирирана од Ренесанса, тука ќе имаме 15 дизајни кои се инспирирани од женски фустани, со многу едноставни, елегантни, базични корсети, сукњи, со велови, со капи, со модни аксесоари. И на секој дизајн ќе имаме избрано по една ренесансна слика од Систинската капела во Ватикан и галеријата Уфици во Фиренца. Од каде ја црпеш инспирацијата за твојата работа? Инспирација црпам од мали некои работи кои што ме исполнуваат секој ден. Тоа се филмови, музика, литература, историја, готика, такви некои мали работи. Мада мислам дека и од мала сум си едноставно креативна, можам да пронајдам креативност во било што. Дали се осеќаш успешно во твојата кариера и дали мислиш дека го имаш постигнато врвот или мислиш дека се уште не? Апсолутно не, врвот е, јас мислам, уште многу испред мене и мислам дека со време ќе го постигнувам уште, мада секако презадоволна сум со тоа што го имам постигнато до сега и за самите години и за самото место кај што се наоѓам, стварно сум многу задоволна. Која е твоја некоја крајна цел што сакаш да ја достигнеш во твојата кариера? Уште од мала замислувам дека ќе достигнам некој врв на модната индустрија, дека ќе достигнам популарност, светска слава, дали тоа ќе биде да бидам моден директор и главен директор во некоја друга модна куќа или ќе бидам едноставно главен дизајнер во моја лична куќа, да достигнам некој врв на препознатливост, на популарност, на работа, на креативност, потоа да си се повлечам од работата и да си живеам во своја вила со мојата фамилија, кое што сакам да се остварам и да си работам на сликарството. И за крај, дали Христина е заљубена? Не, заљубена сум во сама себе си, заљубена сум во животот, во уметноста, во тоа што го работам. Ти благодарам, Христина. Фала ти на тебе.